Токму како што ви најавив и на почетокот и пред рекламите, во ова издание на Студио 10 имам чест да ви ги представам Сузана Мицева, поетеса и колешка наша новинарка исто така, заедно со Митко Гогов, поет, со кој што ќе разговараме на тема која што сметам дека е многу важна, поезијата во време на пандемија, за поетските фестивали, за поетските збирки, за представувањето на нашите поети низ светот, но и за стиховите што живот значат. Директно од Струмица со двајцата, Сузе, добро утро. Добро утро, драго ми е што имаме можност да се дружиме. Иако морам да кажам дека пандемијава не вклешти во екраните, во мобилните телефони, во компјутерите и не е пријатно чувството кога сме постојано обврзани да комуницираме на овој начин, меѓутоа пак благодарни сме од друга страна што имаме можност да бидеме активни и на некој начин да ја растргнеме сета таа обременетост што ни се наметнува како последица на сите овие неубави вести поврзани со вирусот. Благодарам, Сузе, ми е чест што си дел од ова Студио 10 денеска. И Митко Гогов, добро утро и тебе, Митко. Добро утро, добар ден и од мене, Огнен. Поздрав до вашите гледачи. Голема благодарност за оваа покана. И како што кажа Сузана, да, можеби од една страна е проблематично што сме затворени и што она навидум брза пандемија која требаше да помине за неколку месеци се растегна во недоглед, но ете, овие видеоповрзувања пак од друга страна направија дури поголема мобилност од друга страна. Затоа голем поздрав до вашата публика и уште еднаш добар ден до сите. Така, ви благодарам и на двајцата за тоа што одвоивте време за денеска да се дружиме и за тоа што се вклучивме. Ние ве гледаме постојано двајцата во етер. Ајде да разговараме малку околу последното, она што беше објавено, чинам дали вчера или некни. Ќе ви се обраќам на ти ако не ви пречи, бидејќи се знаеме. Апсолутно не. Да. Така е. И ве сметам за блиски како колеги и слично. Мислам дека многу е убаво кога ќе отворите воопшто да прочитате вест која доаѓа од културата и од уметноста. Некако сметам дека е маргинализирана кај нас, и од нас медиумите, но и генерално во општеството. Не знам, Сузе, доколку се согласуваш со ваквата констатација. Тоа е факт, тоа не е само прашање на обсервација, едноставно истисната е културата од медиумите, од медиумскиот, од јавниот простор. Ова е навистина една тешка вистина со која што ние сме соочени и мислам дека е добро што сме се повеќе охрабрени да ја ставаме на тапет на некој начин, да разговараме за неа, да бараме решенија и да најдеме начини како да ја протнеме културата и меѓу нас и на некој начин да стане дел од нашето живење, заради тоа што навистина е погубно кога настаните се случуваат навистина прекрасни настани, но тие остануваат заробени во просторите во кои што се случуваат честопати, токму заради тоа што нема нас како новинари, како пошироко око за јавноста да ги пренесеме, да ја облагородиме со тоа што како настани се случуваат. Искрено, има и повеќе анализи правени од наши колеги и книжевници и новинари за тоа како умира културата во медиумите. И тоа се погубни факти, погубни истражувања заради тоа што она што некогаш било повеќе часовна секојдневна програма сега се неколку минути во текот на седмица или месец. Ние, Митко, можеби со Сузана сме малку и субјективни, иако многу објективно гледаме на ситуацијата во однос на представувањето на културата и уметноста во медиумите, но еве, однадвор каков е твојот став по однос на ова што го кажа и Сузе и ја што го напоменав на почетокот? Па добро, не знам дали можам и јас да не бидам пристрасен, затоа што со алтернативни медиуми јас се занимавам речиси 10 години, така да целосно се согласувам дека погубно за нашата нација воопшто е тоа што културата е на маргините и тоа го гледаме од врвот на државата се до најдоле до институциите, па на крај и медиумите. Затоа што пред се знаеш и ти, Огнен, дека новинарството постои затоа што постои нешто друго претходно. Односно тоа е културата. Додека нема култура, нема зошто и медиумите да обраќаат поголемо внимание од тоа што го даваат сега. Затоа што веројатно некаде тука помеѓу
е изгубен контактот помеѓу културата и медиумите и целата таа симбиоза што би требало да произведува и да генерира интересна едукативно образовна програма и културна програма пред се за публиката. Така да жално е тоа што, како што каже и Сузана, ние од постарите генерации веќе можеме така да кажеме, дури и се сеќаваме на едно поубаво време во 90-тите години, кога и националниот сервис, па и другите тогаш приватни телевизии во зачеток имаат цели културни рубрики. Буквално имаше цели тимови кои покриваа настани и имаше едно нешто што сега во моментот недостасува сериозно, и тоа пак ќе кажам, не само во содржините од културата, туку општо. Содржините се сведени на соопштение до медиуми, кое потоа се копира и пренесува од повеќе медиуми. Но за жал немаме културни новинари, или се бројат на рака, што би можело да се каже, луѓе, новинари од областа на културата кои сериозно ја следат културата, но освен тие информативни информации, пренесуваат една малку посодржинска нишка, односно прават некоја одредена анализа или прават некое нивно лично согледување за одредена изложба или за одредена издадена книга или за нешто што е дел од филмската индустрија или од било која од дисциплините во културата. Инаку да, ние со Сузана пред 2 дена, заедно со уште 5 мина од Македонија, сме дел од Вавилонската библиотека. Тоа е еден зборник поезија од претежно од балкански автори, дело на Катарина Савиќ од Црна Гора, и драго ми е што има луѓе од Балканот кои покажуваат дека и над короната постои желбата за да се поврзуваме и да следиме кој од нашите колеги отаде границите што создава. Впрочем, тоа ние и со нашата платформа Школа ди поезија, Школата за поезија, која е дел од Сдруженијето Контекст, веќе имаме направено плејада такви електронски зборници со кои се обидуваме не само македонските автори да ги промовираме, туку и пред се да запознаеме некои автори од пред се од регионот, се со цел баш тоа, вмрежување и облагородување на нашата публика и на нашите читатели. Сузана, во овој дел ме интересира, бидејќи веќе завлеговме, еве и го спомена Митко тоа што ме интересираше околу Вавилонската библиотека, ме ќе се разговараме и поподробно. Пандемијата на површина изфрли еден тон работи, кои што не ни биле многу видливи, но исто така придонесе за тоа што било, да речеме, маргинализирано. Од една страна го имате едниот, условно речено, екстрем од маргинализирано да го преземе водството и да се истакне уште повеќе, а тоа се културата и уметноста, но дел од културите и од уметностите пак за време на пандемијата беа уште повеќе маргинализирани. Со оглед на тоа дека поезијата денес е исклучително зависна во однос на низината популаризација од поетските фестивали, од поетските читања, од поетските собиранки кои што се прават, дали поезијата настрада од пандемијата? Ако зборувам во свое име, јас не би рекла. Поезијата ја доживувам како интимен дом во кој што можете соблечени да шетате и без да се плашите кои сте додека ја читате, нели, додека барате своја интима, своја засолниште помеѓу стиховите. Сметам дека таму сте безбедни и дека поезијата се дури наоѓа по еден таков свој жител, ќе има долг живот заради тоа што ќе престојува во многу души и во многу тела. Затоа не сметам дека пандемијата нешто особено ја допре поезијата, затоа што сите сме сведоци дека во текот на најголемите пандемии дел од луѓето престанувале да творат, но некои пак создале плејада на дела, така што она што некому му е затвор, за некој е раскрилена слобода. Едноставно духот може да се шета по празните улици, да истражува онака како што не би можел кога би била секојдневната врвулица во која што сме изложени секојдневно. Така што сметам дека и ова што го кажа да се надоврзам нели на Митко во смисол дека дел од она што можевме да го доживееме како
телесно и духовно искуство доколку сме присутни на одредени фестивали и читања, од друга страна пак се надополни со тоа што стапнавме онаму каде што физички би било невозможно. На далечените меридијани во светот се одржуваат читања и поети, наши колеги, ние бевме дел од нив, така што на некој начин се случува некаков неверојатен баланс и никогаш не можеме да ги ставиме нештата само на едната страна од терезијата. Мораме да бидеме објективни и да кажеме изгубивме дел од тие драги дружења. Струшките вечери на поезијата минатата година беа од една страна неверојатен благослов и благодет, од друга страна толку мачни заради тоа што се гледавме, не можевме да се прегрнеме, да се ракуваме со нашите драги пријатели и колеги. Така што да гледаме на ова само како на едно искуство кое што ќе ни донесе нови искуства, нови начини на поврзување, нови видици во творењето. Во однос на ова што го зборуваше баш Сузана Митко, дали лично тебе, убаво и воопштено го образложи тоа и Сузано, дали лично тебе, например, пандемијата ти придонесе многу поголем творечки опус или пак во даден момент на вистина ти влијаеше на тоа да имаш една едноставна креативна блокада на пишувањето, затоа што, како што кажа и Сузе, тука имате исто кај личното, имате два екстрема. Или престанувате да творите додека трае целиот хаос, бидејќи се сузбивате во себе, или се отворате толку многу што целиот хаос ве инспирира. Дури кога за мене лично би говорил, пак би кажал дека има некоја дуалност, некоја внатрешна борба. Во принцип, авторите се осаменици. Во таа насока изолацијата, карантинот, пандемијата воопшто не влијаеше ни повеќе, ни помалку, не знам. Секогаш тие се, како да кажем, психолошки гледано, тие се енергетски бранови кои доаѓаат од одредени емоционални промени, од одредени емоционални состојби. Пандемијата како емоционална состојба психолошки ја преживуваш одреден период, се адаптираш и тоа е тоа што си го извадил на површина како автор во тој одреден емоционален бран на креација. Во таа насока не. Во друга насока, што знам, пред 2 години бев поканет во Египет на фестивал и затоа што живеам во нешто што се вика нашата земја и затоа што не знам од кај да најдам пари, не отидов тогаш на фестивал, иако голем, еден од топ 5 фестивали во светот. Минатото лето бев, затоа што беше преку Zoom. Во таа насока, што знам, навистина се согласувам со Сузана. Бевме таму кај што никогаш не би отишле ако сме се надевале на поддршка од државата, на самофинансирање, на себе промоција и така натаму. Затоа што, да, има одредени меѓународни фестивали етаблирани каде поетите добиваат и хонорари, платени им се и патните трошоци и така натаму. Но поголем дел од овие меѓународни збиднувања, што јас не ги нивелам, фестивали и така натаму, како одредени настани во Врање или во Нови Сад или во Петрич. Знаете, тоа се минимални настани како што и ние на локално ниво правиме за да ја еманципираме локалната публика. Но ако го гледаме рейтингот и квалитетот на сите тие настани, тогаш што знам, мислам дека оваа година имаме премногу хиперпродукција и на настани, и на онлайн читања. И, знаеш, на почетокот беше интересно, а после тоа, што знам сега, секој трет ден да се бањаш и да си спремен и да местиш различно студио по дома. И тоа не знам колку е квалитетно, затоа што како и театарот, така и уметноста, мислам дека има нешто поврзано и со сценското изведување, нешто во кое публиката додека ја слуша интерпретацијата на поетот, ја доживува по еден начин. Додека слушателот ја слуша поезијата, додека е интерпретирана од професионален актер или изведувач, рецитатор, тогаш слушателот ја доживува на друг начин. Сега ова со визуелно, со лоши камери, со лоши микрофони, со лоша англиска дикција, кога некогаш треба да читаш на англиски и така натаму, не знам колку е тоа добро и не знам колку и генерално на првото прашање, ако се вратиме,
колку има промени на позитивно или негативно во аспект на поезијата како формат. Поезијата како формат секогаш била последната дупка на свиралот. Според мене, на кавалот. Затоа и ве прашам во тој поглед. Поезија на сајам на книга, најмалку поезија се продава. Единствени продажбите се ако направиш промоција и вујни тетки роднини нешто ти купат таму 50 примероци и тоа е тоа. Мислам, публиката, самите, тоа и со една наша колешка заедничка и од книжевноста и од медиумите, Александра Јуруковска, пред неколку дена го говоревме, дека дури и самите автори меѓу себе не си ги читаме собствените дела, како да кажем. Имаш 15 колеги со кои комуницираш, одиш на исти настани, има 2 нови книги, ти не му ги знаеш. Како очекуваш другите да одат да ги купат или да... Значи, во тој аспект имаме уште многу што да поставиме во оваа земја, затоа што Македонија не за џабе ги има Струшки вечери за поезија, не за џабе и Струмица веќе 11 години ќе го има 100.000 поети за промена. Имаме и една купа Рацинови средби, Караманови средби, лирски искри, не знам. Кажи речи секој град во државата има книжевен настан. И вреди сето тоа да се стави и да се амортизира во функција културата да почне да влијае на другите општествени текови, затоа што гледајќи од страна, сметам дека во сите општествени текови пред се недостасува етика, морал, култура и домашно воспитување. А ние говориме за култура. Така, Сузана, во контекст на ова што го зборуваше Митко, убаво ова последното кое го сподели. Има во секој град буквално има некакво случување за поезијата. Во секој град се одржуваат некакви збиднувања, средби и слично. Постојат многу фестивали. Тука го издвојуваме, нели, фестивалот на Струшките вечери на поезијата, тоа го тргаме настрана, но слични манифестации. Но кога ќе загребете така под површината на случувањата на овие фестивали и слично, колку впрочем поезијата во контекст на тоа што го спомена и Митко, ме интересира твоето мислење, колку впрочем поезијата е истакната пред другите култури, пред другите уметности. Затоа што некако се знае, да речеме во уметноста, музичката ви е прва и главна, бидејќи е најсеприсутна, па театарот е тука некаде, па за ликовните уметности, да, еве гледам и двајцата имате ликовни дела зад себе, значи за ликовните уметности воопшто да не почнеме ни да зборуваме, бидејќи се маргинализирани, иако во текот на пандемијата се извадоа себе си на површина, бидејќи работат сами, творат сами, делата, нема потреба од групирања за создавање на делото. Но што е со поезијата? Сметам дека ова прашање не може да се одговори многу кратко, ама ќе се обидам да го срочам. Имаме ние доволно време. Од моје гледиште. Не само во пандемијата, туку генерално. Да, поезијата е специфична, тоа не е уметност, па и поетските настани, тешко дека се настани на кои што може да соберете огромен број на луѓе за да бидат нели тие атрактивни за не знам стотици луѓе, а и не е препорачливо. Тоа се сепак треба да се камерни настани генерално во кои што ќе се разменува енергија, ќе се разменуваат мисли, ќе има некаков перформативен дел како што спомна Мите и според мене одлично е да се случуваат на многу места. Не смееме да имаме повластени градови, повластени настани на кои што ќе може да присуствува одреден број на автори, одреден број на публика, а сите останати, ако успеат, а може и да не успеат, да допрат дел од таа магија преку медиумите. Токму затоа, јас силно ги охрабрувам и се радувам кога имаме обиди за поетски настани, кога имаме што повеќе поети кои што патуваат на различни настани и носат нешто ново во местата каде што се нова енергија. Еве, наши драги пријатели во Скопје знам дека веќе почнаа за иницијатива за формирање нов поетски фестивал, така што за мене тоа е еден одличен знак дека имаме
сенс за поезија, дека имаме сенс за една фина култура и дека на тој начин ќе влијаеме на нашата околина. Што ќе ни е сето тоа, сета таа продукција, сето пишување, сето себе читање, еве и да речеме дека многу се читаме помеѓу себе, ако ние не успееме да го пренесеме тоа и барем неколку други луѓе да ги заразиме со таа убавина на поезијата. Затоа сметам дека поетските и сите други културни настани ни се потребни. Потребно ни е вмрежувањето, правењето, не знам, поетски читања помеѓу инсталации од, не знам, од ликовна уметност, можеби вклопување со некој драмски перформанс, што и се случува. Еве, Мите неколку пати во Струмица правел такви настани. Ние, друга група, исто така сме се обидувале. На тој начин сметам дека секој обид не е залуден. И барем за Струмица ние имаме чувство, сме зборувале дека има и разближување, и разбудување, и анимирање на публика од нови генерации, автори од нови генерации на кои што ние сакаме да им се најдеме, а и тие нам, заради тоа што сите сме си потребни заедно. Едно кафе со човек кој што ја живее и кој што ја сака уметноста, културата, поезијата, вреди навистина многу. Тоа се неверојатни енергии кои што се споделуваат. Едноставно гледате каде сте вие, што читате, што ве интересира, на кој начин ќе ги проширите своите видици. Токму затоа јас навистина се радувам што и во време на пандемија се случуваат поетските читања, иако како што рече Мите, тоа е многу поразлично од она што се случува во живо, но пандемијата пак и Вавилонската библиотека е доказ дека пандемијата ни отвори можност да запознаеме автори со кои што тешко ќе се сретнеме сите на едно место или во рокот неколку години, како што успеавме изминатата година, да се на тишина, во тишина да се прочитаме, да се препознаеме, да се најдеме, да се поврзаме. Митко, ајде сега да убаво шлагворд ми даде Сузана, ајде малку за Вавилонската библиотека. Па постоја ќе се навратиме, бидејќи фестивалите кои ги спомнувавме, може би ние медиумите не посветуваме толку внимание, но од друга страна човек доколку ви ги посети Facebook профилите вам и на другите луѓе кои пишуваат поезија, ќе забележат дека ако не еднаш неделно, но еднаш на 2 недели секако има некаква објава дека некој учествува на нешто што е меѓународно и тоа навистина многу ме горде и сум навистина многу среќен што читам такви објави, особено еве и за вас, затоа и ве повикав денеска во студиото. Ајде малку околу Вавилонската библиотека, Митко. Надоврзувајќи се на претходното прашање и на елаборацијата на Сузана, поврзувајќи некако со оној класичен манир на символизам, за мене поезијата е баш гулабот, белиот гулаб на мирот. Гулабот мироносец. Поезијата го докажува тоа низ вековите, баш заради тоа што незината форма е кратка, незината мисла е ослободена од терет и колку е стихот по-слободен од било какви карактерни нормативи, толку полесно отклучува повеќе на души и повеќе човечки врати. Затоа мислам дека не само Вавилонската библиотека, туку сите изданија кои се случуваат баш поради таа леснина која ја има поезијата. Таа леснина од една страна влегува гладко како млаз вода под вратата, но од друга страна знае да ти ја поплави собата. Затоа е добро дека постојат многу луѓе кои се втурна во преводи, кои се втурна во создавање на најразноразни зборници и концепти и да се согласувам со тебе, Огнен, дека постои една антологија која, ако не се лажам, излезе 2011 година од професорка Весна Мојсовска-Чепишеска и Иван Антоновски, Ветерот носи убаво време. Во таа антологија беа некаде околу 40 автори
И слободно можем да кажем дека од тој бран на ветерот носи убаво време, едно 80% од авторите кои сме застапени таму, градиме сериозно присуство на меѓународната книжевна сцена. На колку јазици имаш ли идеја, Митко, си објавен до сега? Не се бројат баш, не знам. Престанав после 20 да ги бројам, затоа што, знаеш, некаде станува за пообемни колекции, некаде станува збор само за една песна, некаде станува збор за 3, но генерално убаво е да се види дека си објавен на јазик за која јас имам една анекдота која ја кажувам често. Убаво е да си ја видиш поезијата објавена на јазик во кој само годината на раѓање си ја препознаваш, затоа што е бројки, а другото ти е тотално не знаеш дали од лево на десно, дали од десно на лево. Но да, тоа е моќта устави, тоа е тој гулат мироносец. Се доколку напишеш поезија која ќе облагороди луѓе, можеш да си убеден дека ти лично како автор можеш да бидеш и намкјор и лош човек, но можеш да бидеш убеден дека поезијата ќе стигне таму затоа што поезијата е ослободена, штом ја напишеш, таа е веќе пуштена да дејствува. И многу е важно за нас авторите да посадиме семе, да знаеме тоа дејствување со што со каков плод ќе дејствува во луѓето кои те читале, да кажем. Сузе, дали секоја објава на некој нов јазик, како што спомена и Митко, јас истото чувство го имам кога ги прочитам новинарски текстови кои сум ги пишувал, објавени, например, постојано имав на јапонски, и како што вели Митко, само бројката, само годината ја разбирате, ништо друго не знаете, ни од каде се чита, ни кон каде се чита и слично. Апсолутно. Да. Апсолутно. Но исто така, тебе сакам да те прашам, освен за другите јазици, дополнително, например, за учеството на меѓународните фестивали. Се сеќавам дека некаде пред пандемијата во Бугарија често настапуваше, имаш и награда добиено таму и слично, и кога ги слушаш своите поеми на друг јазик. Навистина е посебно чувството. Од друга страна, заради тоа што тоа е сосема нова песна на другиот јазик. Вие имате препејувач кој што има дел од нашите стихови се невозможно да ги препеете, а и не е препорачливо да се препеат буквално. Токму затоа е препев, така што тоа се нови песни. Вашата основна мисла се препејува во сосема нов, можеби дури и ритам, поинаку звучи, така што тоа е едно чувство на давање. За мене препејувањето на друг јазик е многу моќно нешто, заради тоа што она што вие сте го почнале како процес продолжува да се негува и да се дооформува на други јазици во други култури. Понекогаш, особено оние што се во печатено издание, знаат да ни ги пратат или по пошта или во PDF формат на мејл, и знам да ги исечам тие исечоци и да ги гледам и сосема е нереално чувството заради тоа што мислите дека сте направиле навистина еден значаен трак и сте успеале да допрете многу подалеку од што сте имале намера. Кога ние пишуваме или кога јас пишувам, тоа не е нешто што е наменето за другите, за разлика од нашата работа како новинари. Ние сме свесни дека се обраќаме на светот. Кога пишуваме уметнички текстови и литература, ние најчесто се себе испрашуваме, себе исповедуваме, себе анализираме. Така што е навистина убаво да се слушате, и тоа многу пати се случува дури и на сродните јазици, да барате како и дошло на препеувачката, на преведувачката да го вметне токму овој збор, кој што вие сте можеле во некоја друга форма да го ставите и во вашата оригинална песна. Има многу прашања кои што додека се слушате на друг јазик, ако имате таква можност, а не само да гледаме во тие напишани преводи кои што не ги разбираме, но кога се слушаме, навистина можете да правите паралелна приказна во вашата глава. И тоа е навистина посебно. Тоа е многу убаво чувство, морам да признам. Ќе ви направам овде една пауза, затоа што сакав од последните
песни кои што сте ги споделиле на вашите профили, кои биле некаде објавени ваши, да ги прочитам на јавноста, доколку не ви пречи. Апсолутно не. Еве Митко, баш преку фан страницата на македонска поезија на Facebook, на 28 март ја споделиле Митко Гогов, нема фудбал во песнава. Таа ќе ја прочитам. Вели: не сакам да те вознемирувам, но гласот ми се крши. Како срчаво стаклено уво ми се тркала сомнежот дека мртвите не секогаш остануваат мирни. Влегува низинката на паднатите траги, стапалки без звук. Ни джагори постојано со тропалки врзани на чевли без врвки, а ние не сме ништо повеќе од искинатите копачки врз тревникот, на кој не ни знаеме дали некогаш имало исцртано полиња. Парталова јад од распаднати животи криеме. Завитканите искинати јалишта налик топка се тркалаат по гравурата од сеќавање на неимарот. Прегратки полни, суви трски спремни да полетаат како змејови, доколку наново им израсне горио знаме на грбот, не чешаат тугите гласови во нашата глава. Митко, никогаш не прашувам уметници за инспирација, бидејќи тоа прашање ми е многу бесмислено, не може човек да ви ја истакне својата инспирација во моментот, но што е она што најмногу те инспирира во твоето творештво? Значи не конкретно за песнава, генерално зборувам. Повторно имам поделеност, јас стално имам поделеност. Не знам, ако ги гледам моите издадени книги, Ледена вода и Скриено писмо преку Антолог... Ледена вода да не ми ја задеваш, тоа ми е омилената. Да. Таму во книгите се представувам поразлично за разлика од антологиите и зборниците со кои сум застапен по светот. Од една страна Мераклија сум и на таа наивна поезија, на таа поезија ослободена од тешка мисла, од филозофија, од некоја, не знам, круцијална важна порака која ќе го промени светот. И тоа засека го издавам во книгите, а од друга страна го имам и тој социјално ангажиран битов жар, потреба, бунт, револуција. Не сакам, како што вели Сузана, да оставам само на мојата лична интроспекција, туку сакам тоа да го испукам со зборовни кушуми на некој начин. Затоа што знам дека од една страна зборовите знаат и да те милуваат и да ти прават фино, но знам дека и од друга страна можат да те спуштат на коленици, можат да го извлакат подот со тебе и можат да те направат подобар човек. Но, нели, тоа е таа вечна борба меѓу ингот и јангот, меѓу денот и ноќта, меѓу да бидам фин и добро речит кон љубената или да бидам лош кон општеството. Така. Во овој втор дел, Сузе, сега пак се префрлам кон тебе со поезијата. Последно што си споделила кај тебе на профилот од песна што најдов е Домот бездомник, објавено на tvriopol.mk, баш го видов. Може ли таа да ја прочитам? Ако не. Да. Гулабите доаѓаат да колваат и на напуштените балкони. Носат живот во клуновите, трошки и подјадени плодови, запретуваат во празните сакси и пак си одат. Надешта е зрно што го полни стомакот. Го смирува рикањето на внатрешниот звер и змејот што го чува домот расте како диво цвеќе кај претот. Никулец е што ја рие земјата однатре, ја гребе и двои на убав начин. Дрвото самоник не знае како зачнал корен. Ниту избира во кој двор ќе порасне и каде ќе капат црешите. Ке ги берат деца или ке скапуваат на невисоките гранки. Надежта е духот што ни е вдахнат. Не надживува и преминува од една материја во друга. На тремот стојам и чекам гулабицата да ми каже дали и вчера доаѓаше и чие семе ме пораснало на ова место под оваа веранда. Сузе, што тебе најмногу те инспирира? Знам дека сте по сензибилитет исклучително различни со Митко и тоа е многу добро кај поетите, затоа што навистина е многу важно да се издвојувате и личното однатре да го вадите надвор. Зависи од ситуацијата. Кај мене понекогаш е
инспирацијата, мислата мигновена, заради тоа што се раѓа во еден миг, некогаш пак е некој порив кој што рие во мене и му треба подолго време да се оформи во стих. Така што ретко се инспирирам од работите што ги гледам. Најчесто инспирациите се недефинираните чувства, недефинираните мисли кои што буричкаат во мене и сами се оформуваат во песна. Најголем дел од песните кои што сум ги напишала, често пати кога се обидуваме да анализираме, за некој читател ќе има одредено значење, меѓутоа најмалку мислам она најмалку сум го мислела она што излегло напишано. Така што сте господар на своите зборови, ама не и собственик. Така што кога тие излегуваат, секој може да ги присвои и да ги толкува на свој начин. Така. При крај сме некаде. Сакам за крај само да ве прашам во однос на идеите кои што ги имате следни, значи дали е тоа можеби збирка, дали е тоа можеби нешто заедничко, дали е тоа фестивал, чисто да им посочиме на гледачите што вам ви е следно во овој дел на поезијата. Ќе почнам од Митко, па со Сузе ќе завршиме. Многу работи се дешаваат, тоа е убаво. Што можеме да најавиме? Можем да најавам, годинава преку Министерство за култура помина мојата книга, годинава ќе имам третата книга Линијар бројки. Се надевам дека оваа пролет ќе излезе. Можеме да најавиме заедно со Сузана околу великденските и првомајските празници, 14-то издание на роднокрајните поетски средби и секако благодарение на општина Струмица и годинава ќе го имаме 100.000 поети за промена, кој како и секоја година и ова е последната сабота од септември, но оваа година е за прв пат 11 пат. Добро, Сузе? Јас во моментов сум фокусирана на некои есеи кои што се по повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Кунески, како и работата на списанието Зенит, кое што го уредуваме една група ентузијасти од Струмица. Така што се врткам околу овие две работи и се разбира и Зенит ќе биде во голема мера посветен на нашиот великан Кунески. А од друга страна пак постојано си тече творештвото. Активна сум доста со литературата за деца. Најверојатно годинава ќе излезе уште една книга со поезија за деца. Имаме и неколку ракописи кои што се во подготовка, меѓутоа никогаш не можеме со сигурност да знаеме, особено во ова пандемиско време, дали ќе успееме да ги реализираме сите проекти на кои што работиме, меѓутоа дефинитивно не отстапуваме од она што ни е како зацртана цел да се живее уметноста. Благодарам многу, Сузе, благодарам многу, Митко, за тоа што издвоивте 40 минути за овој разговор и искрено се надевам дека ќе се видиме повторно да си поразговараме, а може би следниот пат овде во студио спроти мене да седнете па да разговараме и во живо, бидејќи, како што кажа и на почетокот и Митко и ти, Сузе, супер е оваа можност да вклучиме од секаде луѓе во секое време, но на крајот енергијата ништо не ја заменува во живо. Така е. Чуваме Огнен. Поздрав до вашата публика. Благодарим. Навистина од нас за нас зависи. Се надеваме дека државата ќе се грижи за нас, но пред се да се пазиме ние, затоа што како посакувам следната прилика и следната средба да ни биде кај вас по студија. Благодарам. Јас се радувам што имавме можност да зборуваме за поезијата, за уметноста и се надевам дека многу почесто убавите теми ќе бидат дел од македонскиот етер. Благодарам, Сузана, благодарам, Митко, ве поздравувам и се гледаме. Се гледаме.